Не сум направил никакво кривично дело, ниту пак прекршок. Ова е политичка хајка против мене и против партијата која ја водам, изјави денеска лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски пред апелација. Тој за медиумите рече дека ова што го прави специјалното јавно обвинителство е со цел да го понижат пред граѓаните и во јавноста да се создаде слика дека е виновен. Груевски потенцираше дека бил ставен во нееднаква позиција со неговиот политички опонент Зоран Заев, кој е обвинет за примање подкуп. Денеска, како што можете да видите, продолжи политичкиот театар и политичкиот прогон од страна на специјалното јавно обвинителство. И јас тука се појавив да одговорам на сите нивни лаги и невистини што ги искажува во изминатиот период и да им порачам дека јас планирам на следните избори да победам како политичка партија, како водач на политичка партија и повторно ВМРО-ДПМН да се врати на власт, а не да бегам од земјата. Тоа е мојата главна порака денес. Никогаш не сум избегнал покани на СЕО. Кога сум добил покана, сум се јавил во специјалното јавно обвинителство, а секогаш при патувањата сум ги известувал дека патувам, иако не сум имал врска за тоа. Така што секогаш уредно сум известувал кога имам најчесто кратки патувања. Обвинителот Гаврил Бубевски пред судот истакна дека СЈО бара притвор за сите обвинети во случајот Титаник, бидејќи како што вели постои опасност од влијание врз сведоци во истрагата, но и како начин да обезбедат нивно присуство за време на судскиот процес. Одбраната од друга страна вели дека обвинителството нема никакви законски прибавени докази врз основа на кои бара притвор за обвинетите. Најпрви јавното обвинителство ги изнесе своите аргументи по однос на опасноста од бегство. Всушност кај сите досегашни присутни на јавната седница повеќе доаѓаше до израз тоа што се крие од органите на прогон, а тоа е исто едно од основите за определување на мерка притвор во членот 165 на Законот за кривична постапка. И понатаму обстојуваме дека тие ја попречуваат водењето на постапката, а по однос на останатиот предлог под точка 2, односно влијанието на сведоци, исто така го образложивме на јавната седница. Сметаме дека тоа влијание што го имаат во својата сфера преку функциите што ги извршуваат во партијата и она што веќе јавно го објавуваат во медиумите, дека влијаат врз нашите сведоци по однос на нивниот исказ кој што треба да го дадат на главната расправа која што е прибрана од наша страна во текот на претходната постапка. Покрај Груевски на јавната седница денеска се појавија и Гордана Јанкуловска, Милејана Киевски и Кирил Божиновски, кои бараа од судот да им се вратат одземените пасоши и ветија дека редовно ќе се јавуваат на уредните покани на СЈО и судот, како и дека нема да ја напуштат државата додека не заврши судскиот процес и не ја докажат својата невиност.